Сензационалното откритие на астролозите дека планетата Земја имала братучетка во Вселената го возбуди целиот свет. Таа е за 1,5 пати поголема од земјината топка и има за 20 дена подолга орбита. Најверојатно е карпеста со огромни водени површини и клима слична на нашата. Научниците претпоставуваат дека условите за живот се слични на оние на Земјата, бидејќи таа орбитира во погодната зона за живот, па предвидуваат дека доколку се однесат растение, истите ќе опстанат, односно ќе ја продолжат својата вегетација. Можеби најголемиот проблем е оддалеченоста, бидејќи астролозите измериле дека да се стигне до новата планета, крстена Кеплер 452b, потребни се 1400 светлосни години. Идеално е и тоа што новата планета орбитира околу својата ѕвезда на приближно исто растојание на кое Земјата орбитира околу Сонцето. Плюс нејзината матична ѕвезда се чини дека е слична на Сонцето што не грее. Кеплер 452b има значителна можност за живот, велат од НАСА. Таа е најблискиот близнак на Земјата која имаме најдено досега во базата на податоци, вели Џон Грансфилд од Дирекцијата за науки на НАСА. Кеплер 452b е поголема од Земјата, но нејзината орбита од 385 дена е само 5% подолга, а на нејзината површина има базен и вода. Утврдено е дека Кеплер 452 е стара 6 милиарди години или 1,5 милиарди години постара од нашето Сонце. Има иста температура и е за 20% посветла и со 10% поголем диаметар. Сите податоци упатуваат на веројатноста дека на неа може да се живее. Ако е така, и ако оваа планета Земја ви е тесна и при тоа сте се испокарале со целиот свет, не берете гајле. На Кеплер Земјата има место за нов почеток.